Не се водела грижа за преполнетоста на објектот која го надминала капацитетот. Пуштени биле 650 лица, продавани биле билети и на малолетни лица. Договориле концерт без договор и користење на пиротехника, иако за тоа немале дозвола, но и објектот немал услови за пиротехника, изјави државниот обвинител Љупчо Коцевски на денешната пресконференција. Основното јавно обвинителство Кочани донесе наредба за спроведување истражна постапка против 27 физички и 3 правни лица, за кои постои основано сомнение дека како соизвршители сториле тешки дела против општата сигурност од член 292 во врска со член 288 од Кривичниот закон. Сите осомничени во периодот од 2012 година до 16.3.2025 година заеднички, но секој од аспект на своето својство, надлежности и одговорности, воопшто не постапиле според прописите за мерки за заштита и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето и имот од големи размери. Коцевски соопшти дека се гонат издавачите на лиценци, контролорите, собствениците, член на бендот ДНК, обезбедувачите и други лица, кои поради пропусти довеле до трагедијата на 16 март, во која загинаа 59 лица, меѓу кои 6 деца, а 197 беа повредени. Во однос на пропустите на обезбедувањето, осомничени се собственикот и управител на фирмата за обезбедување од Скопје, овластеното лице на подружницата во Кочани, тројца вработени и едно лице кој не било вработено во фирмата, но вршело одредени работи за таа фирма. Сите тие вршеле работи на физичко обезбедување без каква било претходна безбедносна проценка и план за обезбедување, без да ги проверат условите за противпожарна заштита и опасност од пожари, како и другите сигурносни услови, особено во однос на опасности и можности за евакуација. За внесување и употреба на пиротехничките средства е осомничен еден член на музичката група и постои сомнение дека членовите на бендот околу 0,2 часот и 32 минути по полноќ, како дел од сценскиот настап и ефект, ги активирале експлозивните материи, пиротехнички фонтани, кои изфрлале искри во правец на плафонот над сцената, од кои веднаш се опожарил кровниот дел од објектот и пожарот се проширил по целиот објект. Од Министерството за економија пак осомничени се поранешен министер, државен секретар, раководител, службеник и помлад соработник за непочитување на заштитни мерки. Во однос на приведувањето на екс-министерот, се огласи и неговата сопруга, која тврди дека Бектеши не бил уапсен, туку отишол во станица по добиена покана. Како што пишува Елка Каба, Бектеши правично го пуштиле да си оди дома, но откако се подготвил да излезе од станица, му кажале дека му одредуваат 24 часовна мерка. Сопругата на Бектеши обвини дека апсењето на екс-министерот е оттргнување на вниманието од вистинските виновници. По 3 минути подготвување за заминување најавуваат дека одредуваат 24 часовна мерка без никакво предупредување или присуство на бранител. Го земаат крешник со врзани раце за да го испратат во Кочани. Едно нешто што треба да се увери е дека не може да се одвлече вниманието на луѓето од вистинските виновници. За да се добие согласност од Министерството за економија, прво потребна е согласност од општина Кочани, Министерството за транспорт, Министерството за внатрешни работи, Пазарниот инспекторат и на крајот Министерството за економија. Крешник ниту бил причина за пожарот, ниту бил на должност во моментот кога се случила трагедијата. Се очекува да се додадат уште 48 часа, затоа што треба да добијат време за да ја префрлат вината на Крешник, но ова нема да помине, бидејќи вистината е кај Крешник. Синоќа мојот адвокат ме извести дека обвинителот побарал затворска казна од 30 дена за Крешник. Освен Бектеши, осомничени се и тројца градоначалници на општина Кочани во период од 2012 до 2025 година. Со завршување на истрагата ќе се разјаснат сите околности и факти за причината за пожарот,
кој го предизвикал, начинот на предизвикување и со кое пиротехничко средство, уверува државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, бидејќи објектот со намена за лесна индустрија воопшто не исполнувал услови да биде пренаменет во угостителски објект кабаре, согласно законот за угостителска дејност.